Ku noće svetlije grad i ne nazvuda, krenuo sam ka tvojim snovima, stara rutina, na korak od uspeha. Možno li je da si toliko glupav? A ne si glup, se praviš glup, jebem te glupa. Абе, bolje kaži si, vidi, ja ova mora da go isteram so Bugarijeve, nije od SDS mora ova da go isterame so Bugarijeve, ono i pred mene dobel pari za da go isterame ova so Bugarijeve, znači nemoj da prodaš muda za bubrezi, абе, секој ден човече ме реметиш, се реметам со тебе, постирам за тебе, вие стварно памет у глава не виде, бе, сериозно. Шо е последново? Аха, свесни сте за пораката и отпорот на граѓаните против влез на бугарите во уставот, мислеше отпорот на македонците против влез на бугарите во уставот, значи тоа треба да го прецизираш кој тоа има отпор, со честни случаи некои други етнички заедници кои што ни го разбираат проблемот и болката, па знаат зошто ние не сакаме да ги примиме бугарите во уставот и кој е целиот проблем што го имаме со Бугарија и кој е виновникот за тоа. И ти сега кажеш дека си свесен дека сте ги загубиле изборите заради вашата бугарашка приказна, што ја туркаше ЗЗ, па ја продолжи тачи и сега еве ти гледам немаш проблем со тоа. Обаче, за тебе францускиот предлог е, да кажеме, проблем, ама сега тоа е документ на Европската Унија, па треба нешто да направиме. Жити мајка, Венче, што треба да направиме, бе, според тебе, а? Уште сте на линијата дека треба да ги примиме бугарите во уставот, а? Уште не виде памет у глава, уште треба да ви акаме чврги у глава. Мацоли, да ви правиме моша вака пао, потил моша. Уште треба. Уште сакате да губите по избори 100-0. Мислам, вие можете одма да се расформирате, никој од нас нема да има ништо против да се распуштите ко бугарско собрање у времето на Тодор Живков. Немаме ништо против. Баш ова може ви е блиску, така, ова ќе ви дое некако како ќе ве фати мајата од бугарските собрања на Тодор Живков, јеби го. А? Францускиот предлог. За вас уште е тоа француски предлог, а сега предлог на Европската Унија. Бугарите, кај се бе тука? А? А? Абе, Билајло, знаеш ли што е францускиот предлог, да ти преведам со прости зборови за да сватиш? Тој така наречен француски предлог е бугарски тројански конј. Конју еден. Дали разбра или се правите глупи уште, као нисмо изодавде, што би рекол оној вашиот ЗЗ. Тој француски предлог ги содржи сите непринципијални шовинистички, колонијалистички барања, асимилаторски барања на Бугарија кон Македонија, кон македонскиот народ. Што се правите уште глупи? Неподноскливи сте више, значи човек не може ни да ви ги слуша тие пресици ваши. И која будала е тој што ти каже нонстоп да се појавиш секој ден на пресо и да паламудиш? Само уште поише револтот и гневот го зголемувате кај граѓаните кон вас. Особено на македонците гневот го зголемувате кон вас и кон вашата партија, предавничка, квислиншка, Социјалдемократски сојуз. До која ќе се правите, бе, фактори на разбирањето, фактори на мирот, фактори на стабилноста, државотворни? Што не е предавничко францускиот предлог, кажи ми, а? Што оди во корист на македонците од францускиот предлог? Зашто францускиот предлог нема барања никакви за Бугарија? Зашто нема барања за отстапки на Бугарија кон македонците тамо? Има барања за отстапки само кај македонците. И доста го залудувате народов и го замајувате со вашите бугарашки наративи. Ако вие сте си го дале грзот под кирија и мора да играте таа бугарашка игра до крај, ќе си го јадете. Ама не очекувајте дека ние ќе тргнеме по вашиот бугарашки памет, Венче. Не очекувајте. Вие сте завршена приказна. И за какви црвени линии ми збориш? Сега платформа црвени линии. Кој бре црвени линии? Кај вас у партија не остана ни една црвена линија. Барем што се однесе до македонското национално ткиво, македонското прашање и македонскиот идентитет. Кај вас ако нешто може да се најде уште црвено, дури не е ни звездата петокрака. Кај вас единствената црвена работа што се наоѓа последниве години, ако некој ви направи претес у партија, ќе најдат само црвени фенери. Вие сте партијата на црвените фенери. Вие сте политички проститутки, што за 5 пари го продадовте македонскиот народ и македонската држава. Вие сте изродени кукавици што ќе плукнат врз сите завети на нашите прадедовци.
изроди едни. И уште имате муда и петле да паламудите за некакви француски предлази што станале документ на Европската Унија и сме требале да направиме нешто. Што е тоа, бе, Венко, што треба да го направиме нешто според тебе? Да го заокружиме со подпис и со крв предавничкиот ваш договор со Бугарија? Треба да ја кренеме спогодбата ваша со бугарите на ниво на Свето писмо, на ниво на 10 Божји заповеди. Што треба да направиме, бе, ветрушко една? Ви се серам у партијата од ветрушки создадени од изроди. Срам да ви е памет уште што не виде у глава. И што уште играте на таа линија. Вие сте разбирале болката, револтот на македонскиот народ за отварање на устав и влез на бугарите устав. Вие од куров не се разбирате, бе, Венко. А не од француски предлози, од црвени линии, од курсе тресе у ладна вода. Од ништо не се разбирате. И дај зачути таму тој некој што ти ја пуни главата да се појавиш секој ден на пресој да паламудиш као некој, да се факторизираш, кажи му да не јаде многу гомна, да те остави да ја извозиш партијава докај што треба да извозиш до првата провалија, после сигни се од аутобус, пушти го аутобусов да се лупне у амбисот доле по карпи да се искрши. Или одработи тоа што имаш за тој што те намести да бидеш шеф у партијата, колку да не иде у затвор и тргни се. Ако воопшто успееш тоа да го направиш. И оставете македонскиот народ, партијата која што сега на власт, сама да се бори. А вие у ВМРО не ви требаат вакви дилајли. Ама не ви требаат, како да ви кажам, не смее ни да го дишите воздухот со нив. Ако влезат у една просторија, излезете од просторијата надвор. До толку се штеточни и до толку се спремни да направат разни срања. Да ви го загорчат животот. Ова треба да го знаете, са бајле зборев за тоа. За нивните елементи прислушкувачки у држава, што 30 години ни ја еба држава, ни ја прцаат у гъс, да не можеме да пркнеме нигде. Стварно ќе бидете најнаивни ако дозволите да ви ја откинат главата. Го гледате залет како зимаат секој ден. Мислите тоа случајно е? Некој сака да го факторизира, така му наредува, така го подучува. Ти излегувај секој ден на пресај. Еднаш овој ќе се јави, еднаш оној будала на глумец ќе се јави, ќе ти испликува. Ама знаеш како? Многу пати повторувана лага станува вистина. Еден ден на оние што се помалку умните, поглупите, ќе почне да мислат, па чекај, може овој има право, па може треба да отвориме устав, може треба да ги пуштиме бугарите, може треба да не асимилираат, да отворат тука уште не знам колку училишта на кои што ќе се учи на бугарски, на кои што ќе се учи фризирана бугарска антимакедонска историја, итн, кај што ќе се вработуваат бугарски кадри у македонски институции да роварат од натре и така натаму, кај што ќе се издадат уште повеќе бугарски пасоши на заглупени луди македонци што мислат дека за парче леп треба да си го продадат своето. Дедовината, татковината, идентитетот, традицијата, културата, како сакате кажете. Нема да може. И ова, ВМРО, ако Бога знае, искористете со наша помош на овие избори 100-0. Една општина да не добијат предавниците. Една општина да не добијат. Да гребат, да пишчат и да вришчат за општина да не ја добијат. А на следните избори, конечно, да се откажат од политика. Па маму ви ебам, бе, вие стварно немате исав, бе. Го понижувавте народот 7 години, македонскиот народ го од гомно подоле го правевте. И место да сгазите малце на кочница или да тргнете ногата од тој вашиот бугарашки газ, што ја вози Македонија кон Бугарија, кон асимилација, кон тотално самопоништување. Вие уште се правите паметни, па тоа може многу лесно као цинизам да го сватам и секој од нас да го свати, секој македонец Венко може тоа твоето изјава последна да ја свати као цинизам, не беше ми матер. Може да го свати. Ние ги разбираме граѓаните, не вика македонците, македонскиот народ. Ние ги разбираме граѓаните, со тоа ручето вака како. Ние ги разбираме граѓаните за револтот и отпорот што го даваат за влез на бугарите во уставот, ама јеби га, францускиот предлог сега е европски предлог, треба нешто да направиме. Кур мој! Ништо не мора да направиме. Особено ако тоа нешто што треба да го направиме се однесува на национално предавство, на предавство на идеалите на нашите дедовци, на нивната борба да имаат своја држава, кај што ќе се учи на македонски, кај што ќе биде заштита на македонскиот идентитет, кај што ќе биде развивана македонската култура. Треба нешто да направиме кое предавство и прашање. Венко, никој од нас не е обврзан да направи било што. Напротив, може
да не направи и треба да не направи ништо. Или во превод, еве, прилика, уште еден повик од мене до ВМРО, до сите фактори кои што сочинуваат сегашната власт, да ја раскинете подбитно спогодбата со Бугарија. Таа ни е камен околу вратот. Таа не влече на дното. Со раскинување на спогодбата со Бугарија ќе се олесниме од еден голем товар, баласт. Ќе ги отфрлиме сите можности понатака Бугарија да ни поставува ултиматуми и уцени, дали преку француски предлози, белгиски предлози, португалски предлози, курмои предлози, кои што после стануваат некако со магично стапче предлози, документи на Европската факинг унија. Ебете се укрст, бе! Ебете се укрст! А пизно матер се изнервирав, ча!